А сега одиме на терен, каде што се наоѓа мојот колега Кирил, кој што пак ќе не потикне да бидеме и хумани, зошто да не. Кире, ако се слушаме и за моменти да се видим. Те гледам, повели. Добро утро. Така е, ова е една убава иницијатива, ќе споделиме во продолжение за тоа како може хуманоста и свесноста за околината да се промовира и да се поттикнува помеѓу граѓаните. Екологики, ретвитни оброк денеска заеднички ќе се дружат, ќе сецкаат, ќе подготвуваат и ќе поделат храна за оние луѓе кои што се во потреба, а во меѓувреме ќе зборуваат и за екопрактики, за тоа како може да заштедиме во нашите домови. За таа цел денеска со мене се Гоце Калинов од Ретвитни оброк и Стојне Тодоровска од Екологик. Еве, ќе започнам прво со вас за целата иницијатива, што стои зад ова, како вид на настан станува збор денеска и каква е целата организација. Добро утро на сите. Денес сме дел од проектот ГЕА, кој што цели да потикне еколошка свеска и возрастните наши сограѓани, да ги запознае со локални еколошки и социјални иницијативи, да ги поврземе двете теми, да ги потикнеме во нив да се вклучуваат во вакви иницијативи и да бидат многу поактивни. Денес тука сме со Ретвитни оброк затоа што сакаме, освен оние типичните работилници кои што се достапни, имаме само предавачи, да направиме нешто на лице место, практично да сготвиме и узготвењето да помогнеме на некој, воедно да споделиме некои интересни практики кои што луѓето во Скопје посебно ги практикуваат за да заштедат вода, енергија и други ресурси. Еве, вие од 10 часот ќе започне, се тоа ќе има многу повеќе луѓе овде, меѓутоа за почеток кажете ни некои од тие практики кои што ќе им ги посочите на луѓето, како и на кој начин да бидеме економични во нашите домови при подготовка и приготвење. Приоритетно што ќе зборуваме е енергетската ефикасност на самите домови, заради изолацијата, нели, поради грејењето бидејќи еден од најголемите потрошувачи на енергија во нашите домови, потоа ќе зборуваме за еколошки ефикасните апарати, да видиме колку нашите сограѓани се интересираат, дали апаратите кои што ги купуваат за домот се ефикасни, нели, од енергетски ефикасни. Потоа ќе зборуваме за сијалиците кои што ги користат, дали ги исклучуваат уредите дома, кога готват, како готват и така натака. И се разбира, сигурно ќе биде најактуелната тема сметките дома кои што ги имаат за струја. Така е, бидејќи овде гледаме и многу намирници, дали може би имате неколку совети и во начин на употреба на намирниците или тоа ќе се одвива само на тој начин како што спомнавте, како за вода, како да се заштити електричен? Само ќе биде за вода, немаме конкретни совети како да се подготви, бидејќи графче не можете да го готвите пократко од тоа што се готви, освен домакинките што знаат дека треба да го ставите претходната вечер, нели, да отстои. Така е. Како да бидејќи мене ме мачи тоа прашање, како да си ставиме подсетник за тоа да ги гасиме уредите дома и да знаеме дека ни се изгасени, да не се враќаме назад? Имате ли некој совет за тоа како и на кој начин се тоа може да се организира? За жал не, затоа што јас сум еден од тие кои што постојано се враќа, нели, да провери, меѓутоа мора тоа да се практикува и да проверуваме. Така е. Спомнавме дека денеска заедно со нас е и Гоце кој што е тука од Ретвитни оброк. Некако тебе ќе те прашам, бидејќи знам дека ти ќе спремаш поголем дел од се тоа, што ќе се подготвува денес, што е на менито на денешната подготовка. Добро утро на вас и на вашите гледачи. Добро дојдовте како домакини, нели, да ве угостиме. Фала ви пред се што одвоивте време са валево да поминете со нас. Значи денеска секогаш кога готвиме или не готвиме секој петок. Ретвитни е иницијатива што трае 10 години веќе од граѓаните за граѓаните. Секој оброк што го правиме секој петок обично има 3 компоненти, тоа се протеин, јаглени хидрати и витамини. Денеска од протеинот имаме јунешки колбаси што ги спремиме заедно со волонтерите од Екологик. Имаме компир салата како јаглен хидрат, нели, и витаминот ќе ни дојде во форма на свежа салата од моркови, зелка и краставици. Тоа ми ние обично го менјаваме ние секој петок, значи да биде малце поразлично, да не биде секогаш исто, но во главном принципот е тој. Кај вас акцентот е на хуманоста. Јас ќе ве прашам кој денес ќе биде, ќе може да добие оваа храна, оној кој што не може да се ја дозволи, каде ќе биде дистрибуирана оваа храна, меѓутоа и каде воопшто, еве, бидејќи спомнавте секој петок дека подготвувате, каде завршува таа храна која што вие ја подготвувате? Да, значи точно, готвиме секој петок. Храната обично логистичкиот дел се дели
позади Мајка Тереза, значи спомен куќата на Мајка Тереза, секоја сабота од 12 помеѓу 12 и пол до 1 час, како, но денеска имаме малце поразличен термин, значи денеска ќе телиме во истото време позади Мајка Тереза. Дела на љубезност, они се, нели, логистичкиот дел позади целата иницијатива, тие ги делат оброците, ние ги спремаме. Но ја секогаш велам дека ретвитни се волонтерите. Ние го фасилитираме тој дел, но ако нема луѓе, граѓани што се свесни да дојдат да сготват, пак ни треба нели работна рака, некој да дојде да волонтира и така натаму. Значи, една заедничка акција денеска кај што се повикуваат и волонтери, ќе се повикуваат и на тоа да бидат економични во домовите, да бидат хумани. Колку луѓето се пријавуваат за вакви активности, меѓутоа и како оние кои што сакаат да се пријават за денес, меѓутоа за сите следни наредни подготвувања на храна. Да, значи обично имаме опфаќаме цел дел од општеството. Значи има компании, приватни бизниси, обични граѓани, било кој што сака да се приклучи во оваа иницијатива, може тоа да го направи, значи да не заследат на некој од социјалните мрежи на ретвитни оброк, дали на Facebook, дали на Instagram, и може да се вклучи пак било кој што се ова иницијатива од граѓаните за граѓаните и така ќе остане. Значи наша е свесноста, нели, да дојдеме, да сготвиме и да споделиме со тие што околу нас себе, да речеме, немаат доволно. Така. Еве, една убава иницијатива, верувам дека во иднина ќе има и многу повеќе. Стојан, еве, ти спомна дека ова е една од низата активности кои што ги подготвувате. Денешниот ден ќе се насочи на тоа на давање совети, практики за домовите. Кој почесто посетува такви работилници, дали мажите, дали жените, има ли ограничување во вид на возраст за тоа кој може да присуствува на истите? Потекнуваме, значи, да се возрастни луѓето, 18 години барем да имаат наполнато, иако се случува и средношколци да дојдат. Многу се активни пензионерите, најактивни не се жените, многу помалку мажите. Речеме, некада во иднина се активираат и мажите. Меѓутоа од сите возрасти, во сите иницијативи бидејќи беа различни, особено тие што во викендите ги организираме, имаше и родители со деца, кои што не се најзастапена популација, да речеме, и заради што многу се радувам. Еве, само да го објасниме, денешниот цел настан почнува од 10 часот, како ќе се одвива и како ќе тече, и оно најважно, дали денеска се уште има слободни места за оние кои што сакаат да се пријават. Значи за граѓаните слободно нека да повелат во просториите на Ретвитни оброк, од 10 часот почнуваме, тука ќе сме до 1 часот, ќе сецкаме заедно, ќе готвиме, ќе ги пакуваме оброците и ќе дискутираме. Се ќе биде во неформален карактер, така што слободно нека повелат, ако имаат што да кажат и сакаат да помогнат. Така, нашите граѓани обично се плашат од испрашување, овде ќе нема испрашување, ќе се биде. Така. Јас ви благодарам и на двајцата што денеска не примивте овде во вашата просторија. Ви посакувам успешен ден. Верувам дека сето ова ќе изгледа добро на крајот и дека ќе го добијат сите оние крајни корисници кои што имаат најголема потреба од тоа. Ви благодарам. Благодариме. Еве, ја слушнавме целата иницијатива, како денеска ќе тече целиот ден, меѓутоа која е и пораката на денот, тоа е да бидеме економични, да ги користиме ресурсите како што треба, меѓутоа да бидеме и хумани, да помагаме на сите оние кои што имаат потреба. Од волонтери никогаш премногу, секогаш има потреба, така што секој оној кој што сака, спомна моите соговорници, нека ги контактираат или денеска нека дојдат овде во просториите на Ретвитни оброк и нека се приклучат на оваа акција.